81 сторител, против кои поднесени се кривични пријави. Регистрирани се 89 жртви на семејно насилство. Почесто се пријавува, велат од граѓанскиот сектор кој се соочува со недостиг од шелтер центри за згрижување на жртвите на семејно насилство. Ке има новини во тој дел со ратификување на Истанбулската конвенција, потврдуваат од ЕХО. Се надеваме дека веќе ќе има раздвижување и нова пола и се надеваме дека штом ќе почне да функционира правната држава, ќе почне да функционира и овој многу битен сегмент за да им се даде до знаење на сите вршители на насилство дека тоа е казниво и дека нема да се толерира повеќе. Во кој правец соат работите? Што е проектите? Се зголемува ли бројот на жртви? Значи не се зголемува бројот на жртви на семејно насилство, се зголемува бројот на жртви кои што пријавуваат семејно насилство и тоа е една многу добра работа која што се случува во последно време затоа што се охрабрени жени. Насилството е се поприсутно и кај младите, но тие не го препознаваат. Денеска за родовата еднаквост, семејното насилство, а по повод кампањата 16 дена борба против семејното насилство се одржа предавање за младите во Штип. Младите ќе имаат можност да се запознаат со основните поими, род, пол и така натаму, кои што ќе можат да ги согледаат, значи сите предрасуди, стереотипи во однос на тоа како го перцепираат полот, односно какви се родовите улоги на жените и мажите, за да може во иднина да едноставно меѓу себе еднакво се однесуваат, да имаат еднаков третман и да не се случи да се случуваат случаи на дискриминација или пак уште полошо насилство од било каков тип. Во 96% од случаите жртви на семејното насилство се жени. Во невладината ЕХО 62 од Штип и 10 жртви од други градови оваа година пријавиле насилство и побарале помош. Се зголемува долгот на општините од источниот регион кон Центарот за развој на источно-планскиот регион. Општините мора да ги подмират своите обврски за тековно одржување на центарот, но и се реализирани тековни проекти, од кои се бара и нивно кофинансирање. 10 милиони денари должат 11 општини од регионот на Центарот за развој на источно-планскиот регион за неговото екзистирање, но и за реализирани тековни проекти преку министерствата и програмата за меѓугранична соработка со Бугарија. Извештајот за финансиската состојба денеска е презентиран на втората седница на Советот на градоначалници на источно-планскиот регион. Најдисциплинирани во плаќањето се најмалите општини во регионот. Единствени општини кои што го имат измирено долгот за 2017 година се најмалите општини. Тоа е општина Зрновци и општина Чешиново-Облешево. Општина Кочани исто така го има измирено долгот заклучно со третиот квартал, останува уште последниот квартал да се измири, и општина Штип има измирено дел од долгот за првото полугодие од 2017 година. Општина Виница исто така за првото полугодие. Останатите општини од регионот воопшто го немаат и подмирено долгот за 2017 година. Лидер во долгувањето е секако општина Делчево, кој е една од најзадолжените општини во земјава по глава на жител. Градоначалниците вечерва ќе одлучуваат за новата листа на приоритетни проекти со кои до 15 декември треба да конкурираат за добивање на пари од Бирото за рамномерен регионален развој. Заменик министерот за локална самоуправа токму и од Штип на првата седница на Советот на градоначалници на источниот регион најави дека за наредната година 8 плански региони ќе имаат на располагање околу 6 милиони евра за реализација на регионални проекти. Неофицијално двајца стечајци од Радање и Таринци ги добиле првите решенија за стечај на доместок. Беше пренесено на денешниот редовен состанок на Сдруженијето УНИТ. За сега нема официјални информации колку позитивни решенија се испратени по пошта. Листата на фирми кои влегуваат во овој закон не е затворена, а средствата ќе се исплаќаат ретроактивно од моментот кога е поднесено барањето. Двајца стечајци од целата Таринци и Радање, вработени во поранешна ЗИК Црвена ѕвезда, добиле решение за стечај на доместок. Практично тие се и првите стечени работници од штипските фабрики, кои овој месец ќе добијат 7500 денари, беше речено на денешниот редовен состанок. За сега нема конкретна информација за тоа колку стечајци добиле вакви решенија. Средствата ќе се исплаќаат ретроактивно од моментот кога е поднесено барањето. Листата на фирми кои влегуваат во овој закон не е затворена,
а решенијата стечајните работници ќе ги добиваат на домашна адреса. Сега на домашна адреса ќе се добие решението. Как ќе иде решението ќе значи дали е позитивно или негативно ќе се добие. Кажуваме нема да биде решението запишано дека не ме следува. Само ќе се напише дека се прекинува постапката. Приверете ќе има измена и допълнен закон, предлог закона за стечајници. Денес салата за состаноци преполна. Сите се надеваат дека со законот за стечајци конечно ќе се реши нивната голгота, но скептицизмот не ги напушта. Не сум добил решение, а очекувам да добием, па ќе видиме. Цело стаж работим го имам ЗИК Црвена звезда. Политикс. Очекуваме како не. Фаќане? Да. Па ќе видиме. Решение, сумнива работа, гледаш, кажуваат и така, не ми е јасно. На доместо ќе добиваат сите кои се невработени на возраст од 52 години за жени и 55 години за мажи. Треба да имаат најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна собственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава. Ке се намалуваат бројот на предметите во училиштата. Учениците во Македонија имат премногу предмети, а имаат лоши знаења. Во образовниот систем досега многу се експериментираше, а најмногу штета претрпеа децата, учениците и студентите. На Македонија е потребен образовен систем кој во иднина само ке се надоградува, а не постојано да се менува. Ова се дел од пораките кои ги испрати премиерот Зоран Заев во денешното негово обраќање на конференцијата за образование во организација на УНИЦЕФ. Тој рече оти ке се менуваат законите. Владата преку Министерството за образование веќе почнало со ревизија на наставните планови и програми, а започната и ревизија на учебниците. Сашко Јордоев е новиот ВД директор на Средното општинско училиште Колен Ехтенин во Штип. Јордев како директор на најголемото регионално електромашинско училиште доаѓа на местото на Атанас Крстовски. Два големи дефекти остави половина Штип без вода за пиење во текот на викендот. Штипскиот совет на млади работи на стратегијата која предвидува активности за следниот период. Процесот е подржан од ОПСЕ, а младите очекуваат подобрување на секојдневието преку реализација на проектни активности. Моментално Советот на млади во процес на подготвување на стратегијата за млади која ќе важи за идните 5 години, значи од 2018 до 2022 година. Целиот процес го спремаме со поддршка на ОПСЕ, на мисијата на ОПСЕ. Стратегот е исто така најден од страна на мисијата на ОПСЕ и еве денеска по спроведени прашалници во средното образование, односно во средните училишта и во универзитетот. Значи имаме некои првични проблеми кои што младите се соочуваат, исто така имаме идеи кои што ги даваат како решение за ваквите проблеми, па денеска исто се наоѓаме тука за да можеме да се консултираме и со здруженијата на граѓани кои што ќе си ги дадат своите идеи, односно кои што ќе ги изразат прво проблемите на младите со кои што тие се сретнале, исто така ќе ги дадат и идеите за решение на таквите проблеми. Првично младите се оние гласот на младите самите си кажат за своите проблеми, најчесто тоа се проблеми од делот на инфраструктурата, проблеми во делот на културниот живот, спортскиот живот, проблеми кои што ги имаат на локално ниво во делот на потреба од поголем дел на неформално образование, исто така вметнување на неформалното образование во формалното образование, така да овие идеи не се премногу захтевни од младите, што мислам дека со добро склопена стратегија, стоејќи позади стратегијата нели во имплементација на решенијата од стратегијата, можеме да ги задоволиме потребите од младите, со што тие би биле пострекни и би се претворили во подобри личности за утре да може да си го најдат нели својата иднина, да се најдат на нашето поднебје. Штипското јавно комунално предпријатие ИСАР започна со активностите што опфаќаат хортикултурно уредување. Јавното предпријатие ИСАР го разубавува централното градско подрачје со цветни аранжмани. Се обновуваат цвеќето во жардинерите, а се исто така разубавуваат и зелените површини. Веќе 3 дена
садиме по жаденерите цветните површини во градското подрачје со цвеќе љубичица. Имаме готов цветен насад набавено 2000 броја. Значи ќе уредиме градското централно подрачје, но натака ќе произведуваме околу 40 броја на семки во цветен насад, сами ќе си ги произведуваме и наредната година во програмата ни е предвидено сите цветни површини и сите жаденери да бидат насадени со цвеќе. Според планот на работа, јавното предпријатие ИСАР исто така ќе инвестира и во разобување на зелените површини, а ќе се формираат и нови паркови. Еве ќе довршиме коридорот на река Отинин, што е една зелена површина. Правиме програмата, значи во тек е програмата, нешто има барање од места заедница Карорман, значи сигурно таму ќе направиме една нова површина и кога ќе склопиме програмата ќе видиме колку зелени површини ќе имаме во следната година. За поубав урбан изглед на Штип, јавното предпријатие ИСАР ќе инвестира и во урбана опрема. Поради дефект на дотраена водоводна мрежа, вчера неколку населби во Штип подолг период останаа без водоснабдување, затоа што екипите на јавното предпријатие ИСАР од водовод и канализација работеа на терен за да ги решат проблемите. Раководителот на водовод и канализација Валери Симов вели дека состојбата е нормализирана и не се предвидени рестрикции поврзани со водоснабдувањето низ урбаните заедници. Во текот на викендот имаше два дефекти во град Штип. Во саботата имаше дефект на главна водоводна линија за централното градско подрачје на улица Кирил и Методи и во неделата имавме дефект на главна водоводна линија на Радански пат, на улица Радански пат, ФИ 300. Дефектите се настанати поради дотраена водоводна мрежа, која што е изградена пред 50 на години. Решен ли проблемот? Проблемот е решен до вечерните часови, така да граѓаните до 19 часот добија вода. Ке нема рестрикции, ке нема интервенции? Значи, резерварот и нашиот бунарски систем обезбедува вода во доволни количини и не би требало да има никакви рестрикции. До 15 декември е последниот рок за почеток на откупот на тутунот. До сега 8 од 9 монополи кои најавија дека обезбедиле пари за исплата, ги отворија пунктовите и повеќе од 2 недели го мерат тутунот. Откупени се скоро 8000 тони од родот кој се проценува дека оваа реколта ќе тежи околу 23.000 тони. Просечната цена достигнала 204 денари за килограм. Од пријавените 9 до сега 8 монополи ги отворија вратите и почнаа со преземање на тутунот. До последниот рок за почеток на откупната кампања, кој завршува на 15 декември, се очекува и последната откупна фирма да обезбеди средства и да ги повика тутунарите да ги донесат договорените количества. Субвенцијата за родот 2017 е 60 денари за килограм за сите класи на тутун. Лани просечната откупна цена беше 196 денари за измерен килограм. Откупната кампања според законот треба да заврши на 15 март 2018 година. Во последното есенско третолигашко коло во Берово се одигра величанствен надпревар на првопласираните две екипи – Китго Пехчево и Намалеш. Во исклучително тешки услови на терен со големи водени површини и во консултација на официјалните лица, тренерите и капитените на екипите, сепак се реши да се одигра на преварот од последното 14-то есенско коло помеѓу екипите на Китго Пехчево и Намалеш. Пресудни беа гледачите кои во голем број дојдоа, а ги имаше и од Берово и од Пехчево и ја исполнија трибината. Дојдоа и на зажалие, бидејќи видео еден невообичаен надпревар со огромни примеси на ватерполо и во кој со надчовечни напори покажаа и докажаа како се брана боите на своите екипи и на Китго Пехчево и на Малеш. Требаше да се доживее во бразилска атмосфера и да се сподели радоста на играчите и на гледачите по постигнатите голови. Китго Пехчево водство дојде во 57-та минута преку капитенот Андреј Симовски, кој голот го постигна од пенал, досуден поради игра со рака на еден одбрбен играч Малеш. Играчите на Малеш го изравнаа резултатот во 81-та минута со гол што го постигна Ерол Пилов. Победата на играчите на Китго Пехчево ни донесе Миле Денковски со гол што го постигна во 90-та минута.
Во Ново село тимот на Кижовица ја победи екипата на Зрновка со 8:0, а на овој меч од активното играње се прости Драган Митов, кој беше долгогодишен играч и тренер на Кижовица. Еве ги комплетните резултати од оваа последно 14-то есенско коло. Брегалница Голак, Овчеполе 3:0. Руден 1947, Слога 1934, 3:0 службен резултат, бидејќи гостите од Виница не се појавиле на теренот. Китго Пекчево Малеш 2:1 и Кежовица Зрновка 8:0. Табела. Екипата на Китго Пекчево е први есенски шампион со 40 освоени бодови. На второто место Малеш има 24, трето место Брегалница Голак 23. На четвртото место Кежовица има 21, пето место Руден 1947 19. На шестото место Овчеполе 18, седма е Слога 1934 со 15 и на последното осмото место тимот на Зрновка со само еден освоен бод. Боксерскиот клуб Пинк Пантер од Штип ќе биде предложен како најгостопримлив клуб и најдобар организатор во регионалната лига. Мечот со тимот на Лозница во Штип се одржа во атрактивен амбиент во шаторот на Ваго. Во најголема тајност раководството на Боксерската федерација на Македонија и на Боксерскиот клуб Пинк Пантер во Штип го подготвува мечот помеѓу Штипскиот клуб и тимот на Лозница од Република Србија. Сите беа изненадени на повеќе гостинските боксери и љубителите на боксот во Штип за изваредно атрактивното решение мечот да се одржи во шаторот на Мателот Ваго. По кафе мовет со Вани и Ѓоше Ваго, кој имавме разменивме неколку идеи, дојдовме на мисла ајде да направиме во шаторот да биде некоја нова атракција. Големо благодарение до нив, голема благодарност и кога сето тоа почна да се реализира, кога на гостите рековме дека ќе боксуваме под шатор, тие малку како на шала го прифатија тоа како каков е тој шатор, сега па не сме на лето и кога дојдоа овде во хотелот кога се сместија, ние вчера не го покажавме местото, меѓутоа денес кога беше се организирано, кој повиковме да видат, тој останаа воодушевени. Значи рекоа дека нивните желби ќе ги пренесат на следниот управен одбор кој ќе го имаме, дека дефинитивно Пинк Пантер мора да биде прогласен за клуб со најдобро гостопримство и најдобра организација. До крајот на оваа календарска година се очекуваат уште неколку боксерски настани. Ова е борба од предпоследното коло на регионалната лига. Потоа останува уште едно коло и со тоа до крајот на годината имаме уште екипно првенство во Штип. Веројатно ќе биде и тука и турнирот Јордан Мијалков и мислам дека ќе ја заокружиме оваа година и тоа доста успешно. Рековте дека ова календарска година ќе биде исполнета со многу настани. Еве еден рекапитулар на оваа сезона и нешто спомнавте за до крајот, ближи нова година. Па да, значи од есента наваму, од како се формираше новиот управен одбор на Боксерската федерација, скоро секој викенд има бокс, дали е тоа регионална лига, дали е екипното првенство, овде беа златниот гонг, златната ракавица и еве до крајот, значи како што рековме, овој меч има уште еден меч, исто домаќини се Пинк Пантер. Екипното првенство исто ќе се одржи во Штип и на крајот како шлак на сета оваа сезона ќе биде веројатно и турнирот Јордан Мијалков кој ќе се одржи во Штип. Штипските боксери како никогаш досега беа блиско до триумф. Преку Ристевски оствари и првата победа на вечерта, но пресудно беше искуството на боксерите на Лозница, кој на крајот сепак остварија победа изразена со резултат 10:6. Тоа беше и последната информација во вестите. Ви останете со Ирис телевизија. Имајте убава вечер.